Се наоѓаме во еден прекрасен амбиент во прегратките на планината. Преведена се буди од зимскиот сон, а ние овде го започнуваме овој разговор со зборот токму за неја, бидејќи во нејзините прегратки, во нејзините пазови, се родија многу зборови на почитуваниот поет и автор Иван Василевски. Овде сме во неговата планинска кукичка, планинска закрила, каде што, како што вели и неговата сопруга, ги создал со двете раце одаите во кои што го нашол мирот. Одбравме овде да го направиме овој разговор, бидејќи утре веќе ќе се промовира книгата песни со неговата оставштина, 14 досега необјавени песни кои што според она што го дознавме се создадени токму тука. Господја Смилја, добре дојдовте во оваа емисија на ТВ Канал Вис. Најпрво да ни кажете збор-два за преведена, за инспирацијата на Иван Василевски. Долги децении тука тој го наоѓал својот мир, својот порив за пишување. Добро ми дојдовте во овие прекрасни предели кои ние со Иван со восхит ги доживувавме и за нас беа еден дел од животот, дури просто тука ние виреевме, што би рекле. Најмногу тука убаво се чувствувавме. Самата идеја да си направиме ние на кукичка овдека со Иван, кога дојавме бевме као прво од природата одушевени. Тука беше, ова така го вика чука. Место, ништо немаше. Имаше само капени и кажавме ние сакаме тука да си направиме. Скромно. Немавме многу пари, меѓутоа со нашиот труд, со нашата волја, прво си направивме една мала кукичка која си нарековме куќа на звездите. Бидејќи тука вечерите се прекрасни. Јас не сум видела во Македонија некој толку да е звездено небо како напреведено. Тука ни поминува ноќите, децата ни растеа, се радуваа, тука имаше тогаш исто и крави, и овци, има колибите уште живеева. Децата трчаа, ние исто се радувавме со нив. Иван тука практично ги створи сите најубави песни, бидејќи се соживеа со природата. Он толку ја сакаше таа природа и ја опеа практично. А преведена нема, ми се чини песна што не е спомната неговата преведена. Најмногу кога една вечер така седиме, нели? И си правиме муви, гледаме звездите и он наеднаш мене ми вика, се гледаше, беше големо дете, практично. Толку мил, толку непосреден. И ми вика мене, гледај, вика, во шумата како прскаат звездите. И одма стана и го напиша тоа. Има во еден стих, вика, и кажува, о Боже, дали сонувам или е привидение? Толку е сакаше природата. И така. Како голем мислител, како голем филозоф на зборот, се чини дека не постои тревка која што не нашла место во некој стив во неговите песни. Сигурно долги денови и ноќи поминал наблюдувајќи ја природата, бидејќи е голем познавач, тоа неговите песни ни го кажуваат. Успеал да ја скроти природата во песната. Видите, он како таков човек, мислам, како поет. Поетите се чувствителни луѓе. Поетите чувствуваат и оно што обичниот човек не го гледа, он го гледа. Нели? И јас колку пати ќе одиме и наеднаш, например, поред реката. Слушаме како шуми реката. И ние, тоа на нас не е музика. Се сеќавам убаво кога дојдовме тука, уште да го видиме овој плац. Имаше снег. И повеќе имаше борови околу нашата викендичка. И она, ветерот шуми и он мене вика, Смелја, слушај, каква музика е.
И легнавме во снегот, двајцата како мали деца, млади бевме тогаш, 34 години млади. Нормално, легнавме и си правивме човечиња. И знаев дека овдека ќе ни биде и постоењето, и остатокот од животот, и тука ќе битисуваме двајцата. Затоа што многу се поврзавме со оваа природа. За мене ова значи и радост, најголемата радост, најубавите моменти во животот што сум ги поминале и најголемата тага тука е со мене. Тако е животот, уостон тако е животот, секој си има и радост и тага, тоа е во секој живот. Меѓутоа, мене ми се чини кај ќе се завртам под секој пенушка, позад некој дрво, дека он е тука присутен. И јас го чувствувам. Кога седам, сама сум тука, пијам кафе, јас знам дека он е тука, со мене. Го црпеше ли тој мир што го носеше, што ние го познававме, таа кроткост, ја црпеше ли од тука? Дали преведена ни ја слегнуваше во Струмица? Да, па он со душа чекаше да дојде викендот, кој ќе дојде петок. Он се радува, он секој заврши. Он навака кога доаѓаше, он не знам, нестрпливо чекаше дури ќе дојдеме ние веќе се растовараме, он тука му беше душата практично. Неговата преведена е душа и затоа кажак. И кога ние се запознавме исто со него и кога ми ги читаше првите негови песни во тој вагон кај што се ние сретнавме практично, он мене ми го кажа тоа, не измислам песната. Ке си направиме куќа на звездите. Колиба во тишината. Практично ние си направивме колибка. Ние не одевме да правиме нешто, него нашата колибка беше исполнета со мир, со убавина, со среќа, со љубов. А он уживаше во тоа. Секој клинче што ќе го заковаше, он му се радуваше. И ностоп се нешто си работеше. И се некои неисцрпни идеи. Јас ќе му кажам, Иване, овдека знаеш што било, например трупче да ставиме. Он ќе го веќе другиот ден го донел, ќе оставил трупчето. Тука му беше душата, ми се чини, и тоа му беше и желбата тука да биде. Низ разговорот ми откривте една за мене тајна, веројатно и за многу гледачи, дека всушност вашата колипка, како што ја нарековте, Куќата над звездите, истоимената стихозбирка која што пред 24 години беше издадена во Струмица. Има ли и други книги негови кои што од овде го собреле своето име, насловени, создадени? Па еве, као прво, Куќа на звездите беше книга напишана во радост, исполнета со своето целокупно семејство. Утки е неговата друга збирка, која е, нажалост, многу тажна, многу чемерна, меѓутоа тоа е. Он тоа като го чувствуваш и тоа така го излеја и затоа го нарече Утки. Ние бевме двајцата веќе прави утки. Кај нас веќе се замре. Иако не го покажувавме тоа во јавноста нормално, ние си знаевме како се справувавме со таа наша тешка тага. Он ке ме видеше мене, јас ја наоѓав утехата во моите градини, тука што ги он нарече после во една песна посветена на мене, Семирамида. Јас бев во градините, он си пишуваше песни. Меѓутоа, тие се песни навистина тажни, излејани од неговата душа, тага. Повторно поврзани со ова место, со многу символика. Тука се створи овдека. Правејќи оваа колиба за Куќа на звездите, да кажем, ајде, или колиба во тишината, ние мислевме дека тука ќе биде нашиот и рај, практично, нормално. Меѓутоа, никој не планира дека еден ден ќе биде и вечен дом. Ете, сега тоа се створи по негова желба и желба на неговиот син. Нормално, ние не можем да се одделиме од него. Желбата дека треба да бидеме поред него. Тој му е вечен дом, тоа му беше голема желба и преведена му е неговата и обсесија, така беше. Он за неа зборуваше најубаво. Не знаеше веќе
kako da doјде до неа. Едва чекаше, се радуваше кој ќе идеме ние у пензија, Смилја. Ние ќе бидеме нон-стоп таму. Нажалост, само 2 години, ете така се случи. Брзо замина. Так. Сепак и со последните сили бил овде. Колку што сте зборувале низ нашите разговори, се сеќавам дека рековте до последната своја животна радост. Да. Бил тука, додека можел. Па последни баш сега ова што е книгата, нели, скршнувања, ние дојдовме па половината на јануар месец 2015 тука. Јас дури се изненадив, он беше навистина тешко болен. Меѓутоа ќе одиме, вика, на преведена. Викам, добро, јас бев исплашена. Тешко болен е, одговорност е, тука немаме доктор, немаме, јас возам, меѓутоа джип имавме, како, меѓутоа не можам да покажам, он беше многу осетлив човек, јас да му кажам, нели, дека не те бива или како ќе биде, он беше многу храбар човек. И викам, ќе му исполнам желбата. Дојдовме тука, па до половината на февруар бевме. Он интензивно и дури пешачеше. Снег имаше, пешачеше и многу сакаше, има и Пирин напишано песна. Тоа е посветена на Гане. Од тука Пирин го гледа и секогаш кој викаше, нели, од твака ќе расширише рацете и о, Пирине, знаеш, медникот на светот, така го има накажано. Кула во сонот, во таа... Да, и точно медник на светот е, нели, за нас, македонците, така се. И јас тоа веќе бев навикнат, од кога сме се зеле, он секогаш нешто си пишуваше, например. Он на него му беше тефтерот под перница. Ке му дојде некоја идеја, ке напише. Некој пат јас исто, например, ако седиме, не, на салфетка, јас ке напишам некоја мисла и ке ме погледне, знае, јас ке ставам у торбата. И кога сакам сега да кажем како се створи ова книга Скршнување, јас тука си, после заминувањето на Иван, јас нормално тука си седам, доле се Симијан по 5-6 дена, тука седев и ми се јави мене Ѓорги Каледжиев од Канал Виз и ми ја кажа една идеја што ми изненади и вистина ме израдува. Ми кажа, господја Смилја, ние имаме една идеја, така ни се роди, сакаме да направиме спомен соба за господин Иван Василевски, сакаме да направиме муабет со вас. И јас викам, немам проблем. Се сретнавме во Канал Виз, таму беше Сузана Дивеше. Направивме еден муабет, се договоривме начално така како тоа да биде. И кога ја спомнавте баш тоа, дали има некој, нели, последни така ракописи, тефтери, јас ви кажав, има. Тука се. Викам, ќе донесам. Следната средба беше, па се собравме едно спонтано, едно прекрасно друштво, таа вечер нема никош да заборавам, па и дури ти донесе и винце, така, кикириги, така манце го направивме. И јас ви ги покажав тетерите, а кога јас ги прегледав, видов дека има прекрасни песни кои можат да се издадат. А бидејќи имаше 3 песни од неговите драги пријатели, Ѓорги Каледжиев имаше прекрасна песна и кога те има, кога те нема и те има, од Зимбаков Ѓорги исто прекрасна песна, да навидување, и од Илија Велев. Они надахнени, воопште не планирано дека, јас цело време размислував каде да ги вклопам тие песни. Сакав, имав живот, бидејќи кога човек се потрудил да напише, значи тој човек имал чувство кон мојот сопруг и јас го почитам тоа многу. Му изградил споменик во зборот. Да, 3 песни што, нели, за стожер практично беа. И после овие, кога ги видов овие песни, тука имаше посветена на мене, што многу ме дирна. И следната средба беше, ги донесов тие тефтери, ти беше... Ги читавме таму со многу емоции. По 3 пати ги прочитав, да. Направивме практично едно спонтано првично читање, да, почувствување на тие. И идејата се направи дека ќе направиме книга. Необјавените песни и после јас се јавив на неговите, нели,
почитувачи, пријатели, наши блиски поети. И сите направија по една песна посветена на Иван, што им се заблагодарувам сега, од се срце го направија тоа навистина, онака не само да напишат, него у секоја песна од сите и тие се од сите се излеани од душата и јас сум горда што сум била со тој човек и што сум го имала за сопруг, затоа што бил почитуван, сакан и тако беше. Мил, непосреден, скромен, прескромен. Дури и мотивот на оваа книга Скршнување, во која што нели рековте дека последните песни се создавани неколку месеци пред тој да го напушти овој свет, и затоа мотивот на корицата е преведена. Што символизира корицата? Корицата практично колипката. И она, ние секој пат, тука има прекрасно зајди сонце. Од овде како го гледам, тоа е нешто, тоа е толку живописно. Тоа, јас мислам дека не може да го доживее некој доле во струмица, во котлината зајди сонцето. Јас од овде како го гледам. И кога барав, нели, си барав на интернет, гледам и ова ми остаи најголем впечаток, онака скромна колипка на врвот на... И тоа е практично куќата на Иван, и така го замислам дека Иван е практично и на земјата, и на небото. Ајде да позборуваме за околу тоа кои се беа луѓе вклучени во издавањето на оваа книга. Кој ја напиша рецензијата, кој ја уреди, вашата ќерка Наташа ја лекторираше. Таа пате ми ги наслови песните, тоа беа песни без наслови. Да, без наслови. Па не беа тоа не беа тоа беа за негови практично скици, скици, да, зашто он беше темелен, многу беше темелен, он не може тоа да остави. Меѓутоа многу кажуваат, јаки се. Мислам самите стихови, он нема тоа да остави. Он работеше не знам колку пати, по 3-4 пати, него пат ќе му кажам Иване ќе ми прочита и пак ќе ме гледа. Па да, и па не, нешто не ти се допаѓа. Пак ќе се заврти на компјутерот, пак ќе мисли. Студиозно ги работеше, вистина, од душа, сакаше да биде вистина совршенство. Меѓутоа, кога се сретнавме тогаш, тоаш Ана баш Рингачева, кажа, јас ќе ги склопам, така не се организиравме. Јас викам ќе направиме корицата, Наташа, лекторирање, да, сега како, нормално немаме пари. И сега, добро, викам, ќе направиме, ќе побараме помош од општината. Сега можам да се заблагодарам јавно на широкогрудоста, вистина, немам зборови за нашиот градоначалник, исто, Костадин Јаневски. Само што однесо барањето и ми кажа нема проблем, нели се работеше вистина така за ова е на последно издание на Иван. После други исто кои се направи исто за спомен собата, се јавија многу луѓе, ете така, кои да помогнат, донираат до витрина, до, како би рекли, овие канабиња што се леже и така. Ми побаравте делот неговите тефтери, неговите дела, тоа нормално треба таму да стојат у таа витрина, да. На самото отварање. Да, портретот тој ми е драг портрет, од Ниче Василев, он го правеше. Книгата е издадена во Матица? Да, книгата во Матица, да. И која е символиката за вас, еве? Пред некој ден академиците Старделов, Илија Филипче и Владо Камовски на некој начин први имаа честа да ја поседат спомен собата и тогаш академик Старделов изјави дека тоа ќе биде едно светилиште на големиот Иван. Вие како ја доживевате целата оваа организација? Ова организација од самиот почеток, уште кога се сретнавме ние двајцата, кога бевме вие двајцата, ти и Ѓорги Калајџиев, од тогаш за мене стресно. Вистина, многу стресно. Дури
преемотивна сум и затоа и двајцата бевме големи емоtivci. Стресно е и мило ми е, меѓутоа стресно. Да. Горди ли сте, еве, како семејство, што горди. неговото горда дело ќе биде на некој начин зачувано? Да, горда сум, затоа што навистина живеев со еден исклучително некако и како поет, меѓутоа он беше пред се голем човек. Он беше непосреден, не сакаше да се наметне, дури секој пат и ако нешто беше, например, и кога ќе беа негови промоции од книга, за книгата, јас никош нема да се заборавам и тоа ќе го кажам баш, поемата Александар. Тоа беше еден есен. Врне, знаеш како истура. А Александар синот му донел кошула нова, поклон и му вика, тато, сакам да ја облечеш. Пушти, вика, некам да се облечам, кој ќе дојде, нема, вика, жива душа, да има, вика, душа, ама дош, знаеш, вака истура. А јас сум застанала со кошулата, го држам вака, Иван, облече се. Ма вака ќе одам, вика, не. Ајде некако, нели, да направи трна Александар, облече кошулата. Кога доаѓаме ние пред Дом на културата, ние веќе каснеме. Горе беше, горе сала. Мене косата ми се дигна на глава. Полна, преполна седат и стојат. Тогаш видов, се тресам тела, тогаш видов дека колку го почитуваат Иван. Да. А он скромен. И кога фале, он се срамеше. Буквално се срамеше, ма не, практично ќе каже, ма немој, јас ќе му кажам, дури ја како сопруга ќе му кажам, леле Иване, ова е нешто, ти си гени, нели, или ако закова нешто, и јас ќе му кажам, ти си гени. Ајде, ма ќе ми каже, а за песните исто. Не, зашто така ми зборуваш? Немам зборови. Прескромен. Токму во скромност останува и неговата. Завршно е. Добро. Токму во скромноста, во таа тихост на постоењето, но во преголемиот излив на емоции кои што го има оставено преку песните, преку стиховите, ние ќе го паметиме како преголем нашиот Иван Василевски. Јас ви благодарам за топлото добре дојде во овој крајномартовски ден и се надевам дека утре струмичани ќе уживаат во промоцијата на книгата Скрашнувања, дека ќе бидат пријатно изненадени од спомен собата на нашиот Иван Василевски, големиот поет, па и дека овде ќе има некои поетски читања, бидејќи поетот никогаш нема да замине. Секогаш сте ми добре дојдени. Преведена ќе биде секој пат добре дојдена и самиот Иван, кој знам дека тука е неговиот дух и он тука е околу нас и сега со нас, да знаете, ќе биде горд. А јас исто со вас. Благодарам.